Добар ден, почитувани гледачи. Денес се наоѓаме во студиото на Нов Асном, каде што ќе зборуваме со професорот доктор Зоран Крстевски за една од неговите 13 книги, а тоа е Излез од криза. Професоре, денеска човекот се соочува со една социјална, екзистенцијална и општествена криза во која што живее во околината. Тоа добро е опишано во самата книга, меѓутоа како да го побараме тој излез, да излеземе од сите тие неудобности со кои што се соочува човекот? Па дефинитивно дека со години, со децении и повеќе, нашиот народ живее во една екзистенцијална, социјална, општествена криза, па и личностна криза, што е највисокиот степен на себе губење. Бидејќи ако надворешните нешта не се добри и ако постојано не атакуваат врз нашите емоции, нашата состојба на духот, нашата безбедност, сигурност, слобода, тогаш ние внатрешно венееме или не се чувствуваме сигурно. И тогаш некои луѓе потпаѓаат на тие негативни вибрации и се приклонуваат или кон антидепресиви, или ја губат смислата, или немаат волја, или ги офаќа апатија, или се предаваат, или стануваат анксиозни, нервозни, гневни, конфликтни, критички ориентирани, но со еден збор зрачат со неубава енергија. Значи, надворешниот фактор го завзема поединецот и влие врз неговата состојба на духот. Така што главното прашање дали сме ние свесни дека се наоѓаме во криза? Општествена, па и семејна и личностна. И има и криза во односи, криза во бракот, има криза на работното место, па нешто не функционира. Така што таа терминологија на криза кинезите сериозно имаат зафатено, со тоа што сметаат дека тоа не е пропаст, затоа што кризата воедно и шанса да создадеш промени. Значи е опција за будење. Но кога е будење? Кога ќе разбереш дека некои нешта не се добри. Не се добри во мојот организам на здравствено телесен план. Не се добри во мојот дух, некако немам волја, немам визија. Не се добри на полен емоции, сум растреперен, полн со емоционален отров, некако се чувствувам слабо, изнемоштено. Не е добро во односите со луѓето, треба нешто да се поправи. Не е добро бидејќи немам визија, не знам како, што понатака. Ме фаќаат емоции заради општествени неправди и ред фактори. Значи, гледате кризата која поставиме на масата, имаме многу причинители кои што може да не атакуваат. Но затоа се вели. Проблемот се разрешува со предочување, со осознавање, како и болест. Ако болеста е присутна, а ние не сме свесни, може да станеме свесни кој ќе биде доцна. Така и во екзистенцијално би рекол, емоционалните состојби на кризи, е многу битно ние тоа да го почувствуваме. Да видиме дека нешто не функционира добро, за да се свестиме и да најдеме решение. Затоа прво е диагностика, а потоа барање решение, односно нели лекување на проблематиката и исцелување. Така, професоре. Значи може да заклучиме дека каков е односот на самиот систем кон поединецот во општеството, односно да одиме од дедукција кон индукција, односно од општото кон поединечното, па потоа ќе се вратиме и во обратен редослед. Така, значи еден од факторите кои што може да биде причинител за личностната криза, произлегува од општествените фактори. Затоа се вели енвироменталистичка теорија. Каква е социјалната средина, во какво обкружување живееш, неретко и такви последици ќе трпиш. И реално е така. Замислете да живееш во Габон, например, или да живееш во Замбија, или да живееш онамо кај што има војни, или да живееш во Авганистан, или да живееш во Шведска, да живееш во некоја земја каде што има високи можности за развој. Ете, и ние во Македонија трпиме одредени удари, трпиме заради загаден воздух, трпиме лоша инфраструктура. Од другата страна асфалтна џунгла, постојано градежната мафија се наметнува, гради им го загрозува животниот простор на луѓето. Постои неправда. Не можеш да веруваш ни во судски систем, не можеш да веруваш ниту во медицинските институции, не можеш да веруваш во образовните институции, не можеш да веруваш во политичарите и гледате тој општествен фактор, надворешен фактор, нас не завзема, ни создава страв. А стравот, заедно со гневот и со тагата се сериозни опасности. Ако тие не се разрешат, тогаш ќе живееме во константен стрес. Ако се живее во константен стрес, тогаш ни се активира кортизолот. И нашето тело е константно како во возбуда, во аларм, во вклученост или да се бори или да бега. И гледате македонскиот народ се одлучува да бега. Некој во алкохол, некој во социјални мрежи, некој кладилници, некој во ниски страсти, некој не знам каде ќе избега, некој бега реално од државата, не може да поднесе одредени неправди, сака да се исели. Значи, не се бори.
Сега тој начин на борба исто ќе го анализираме веројатно во текот на емисијата. Како ние да се спротиставиме на овие надворешни фактори, кои дефинитивно гледате и од аспект на генетика се сериозно присутни, како епигенетика. Значи имаме гени кои се успани, може имаме предиспозиција за некоја болест, но добриот начин на живење, високата свесност, квалитетната исхрана, водењето сметка за телото, за духот, вежбањето, присуството во природата, што се вели релаксирачка ориентација, нема да ни ги активира гените кои се потенцијални заканувачи за одредена болест. Зашто? Затоа што социјалната средина и сите надворешни состојби ни се во полза. И обратно. Може би и немаме некаква кој каква генетска предиспозиција за одредена болест, но нездрав начин на исхрана, стрес, тензија, тага, изместеност, загаден воздух, отрови, метали, олова, ред аспекти присутни околу нас, лоши меѓучовечки односи, лоша општествена средина, реактивираат и потенцијално будат болести. Затоа се вели, на нашето тело влијат нашите мисли, дефинитивно влијат нашите емоции, но многу често влие вибрацијата која примаме од надвор. Зашто некаде кај што ќе отидеме, убаво се чувствуваме, ние се облагородуваме, тоа не буди. Ако ние постојано сме затворени, дистанцирани, ако се штитиме, ако се браниме, ние живееме стеснето. Че гледате, духот на човекот мора да се отвори. Македонскиот народ како да има стеснет дух. Тоа го му создава и да не еволуира на основа на знаење, на основа на еволуција на свест, на основа на независно креирање на нештата. Туку како да се подјармува, доброволно прифаќа некој да го води, а тие што го водат, можеби не знаат самите да се водат и нужно и самите и ние не фрлаат у бездната. А при тоа се става во преден план материјалното, егото, моќта. И кога замислите ние живееме на овој свет каде што клучната цел е да се акумулира што повеќе и повеќе и повеќе материјални богатства, тогаш ние не водиме сметка за екосредината. И гледате една мала рекичка таму, дошница под Кожув планина, ќе се загрази. Зашто? Во име на профитот. А тие кои што сакаат да го прават профитот, може имат милиони, милиони, не знам колку пари, но нив име исто така во интерес да создадат уште некој милион, при тоа не водејќи сметка за општото добро. Не водејќи сметка дека тоа загрозува екосредина, дека тоа е дадено од природата, дека сите ние треба тоа да го уживаме на некој начин, сите тие благодети да бидат дел од нашето постоење. Истото земете ги древните површини, каде и да начекаат со градоначелниците, а минуваат тие планери и ред некој од дуб губ, им го возможува и урбаната мафија било каде ќе настапи и ќе загрози. Па дали водно ќе го загрози, па потоа може да има слечиште. Па дали луѓето таму живеат во стеснет простор без никаква панорама. Па каде е чистиот воздух, па доаѓа зимата, сериозно се појавуваат болестите. Дали при тоа брзината на движење што се вели на автомобилите и она сето што е присутно на улиците оди надвор од границите кои што се пропишани со законот. Па некој вози 80, 100, 120, па некој вози навечер мотори. Дали тој што вози и брмчи внимава и води сметка за општеството, за народот, за поединецот, за сите оние кои што живеат таму. Значи гледате, рамките на егоизмот, рамките на тој вид на само јас и никој друг, се преплетува повеќе односи. Овој во собраќајот, бидејќи не води сметка. Овој ваму кон екосредината. Овој ваму на општествените добра ги разградува, ги расфрла, ги продава, ги уништува. Создава лош систем, создава лоши вредности. И тогаш сето ова нас не завзема како поединци, а се вика надворешната средина го креира човековиот дух. Тоа уште во социјализмот тоа беше една од тезите. Значи, општеството ти обезбедува сигурен покрив на главата, ти обезбедува бесплатно здравство, ти обезбедува бесплатно школство, те заштитува на улиците, има строги закони, но ти влие на слободата, не можеш премногу да зборуваш. Ќе зборуваш и ќе мислиш она што ние ќе ти го кажеме. Ти го даваме лебот, ти ја земаме слободата. Та навидум добивме слобода, но ни го земаат лебот. А тоа, ова што го зборував, има регулативи да се спречат нештата да не дојде до таа општествена криза. На крајот, главната филозофија на деловната етика вие деонтологија. Верност кон должност. Овој вози негдека на полнок брзо мотори, што се вели ем загрозува пешаци и други учесници у сообраќај, ем нарушува мир на оние граѓани кои сака да спијат мирно, тој треба да биде контролиран, тој треба да биде повика на одговорност. Некој друг тамо кој што се одлучил да сече, да уништува шуми,
да деградира, да пали, или еве да загрозува рекички, па да прави мини хидроцентрали. Треба да видиме кој тоа го возможува. Значи, неизвршувањето на професионалната должност, немањето чувство за општото добро, себичноста, алчноста се неголемата закана за мирот и хармонијата на човекот, гледано низ призма на општествени состојби. Но затоа еве можам да ви дадам на кратко примери. Кај јапонците, значи, они сметаат дека не треба да фрлаат смет. И ако некој случајно сфрли смет, ќе отидат јапонците ќе го соберат сметот. Тоа го гледаме по фудбалските стадиони. Значи имаат чувство, прво не загрозувај, тебе те зафаќа. Имаат однос кон шумите. Во Норвешка регулативи да нема прекумерно ловење на риби. Тоа е рибно богатство кое треба да остане за идните генерации. Значи стопирано, знаена, е поставена граница. Која прекрши сериозно ќе одговара. Односот кон шумите. Не се дава да се сечат шумите како некому ќе му текне. Истото тоа. Односот кон нафтната индустрија или кон наоѓалишта од нафта, па не може да се исцрпи во секој како ти текне, па ти сега да исцрпиш. Значи гледате, нивното би рекол национално богатство го третираат заштита на шума, заштита на вода, на мориња, на риби, заштита и на нафта која утре на некој начин ќе овозможи развој на нивната индустрија, која ќе дојде до недостиг на нафта. Но се мисли за што? За иднината. Се поставени нештата како аспект на прогресот. Тоа уште француските просветители тоа го воспостави, Огис Конт, Дени Дидро, значи Кондијак, Хелвециус, па претходно Жан-Жак Русо, Волтер и така натака. Значи, главна идеја ни е прогресот. Огис Конт. Значи, прогрес, развој. Се стремиме кон прогрес. Главната идеја што беше? Она што беше наметното од империалистичкиот начин на владење, да биде елиминирано, да не биде монархијата, да не биде аристократијата, креатор и што се вели уживател на сите добра, а народот подреден, туку да се симне монархијата и они ги симнаа со тоа што ги ставија под гилотина, и Луј 16 и Марија Антуанета, и создадува буржуарска револуција. Револуција за права, за слобода, за еднаквост. На основа на тоа рекоа, доволно беше суеверие, доволно беше подреденост, доволно беше неслобода, од сега ние креираме нови вредности, создаваме република. Во име на кого? На народот. И гледате, нова идеја се прокламираше. Тоа вие и во многу други, да не речам, софистицирано воздигнати земји, можеби на културолошко ниво, но секако дека и на западот има земји кои што се катастрофални на ниво на морал. Затоа што, гледате, имаме индустријски напредок, имаме напредок, можеби, на ниво на државно уредување, кај одредени земји, но тие земји кои напреднале и материјално, и можеби статутарно, и можеби државотворно, не напреднале на ниво на моралот. И ден денес е тоа така. И ние ги гледаме тие такви емисари произлезени од тие европски земји, каде што моралот е тотално опаднат, каде што не постои, и гледате со нивниот однос кон Газа, кон Палестина, кон Македонија, тоа само се потврдува. Така што дискутабилно е прашањето на воздигнатост. Едно е воздигнатост на индустријско ниво, технолошко ниво. Друго е на ниво на државотворност. Некои држави ја имаат таа статутарност, имаат таа стабилност. Друго е на културолошко ниво. Трето е на морално ниво или на духовно ниво. Затоа ви дадов примери каде што ние мораме да се бараме низ пропагирање на културна револуција. Културна револуција подразбира да вметнеме малку морал. Но за да вметнеш морал, Сократ што кажа? Не е доволен моралот. Знаење. Така е. Клучно е знаењето. Значи, ако има знаење, тој ќе знае што е добро. Значи, на нашиот народ, во нашата држава не достига знаење. Кај нас битно е да е со партиска книжка, да е подобен и да го постават на висока позиција. И тогаш тој ти ви ги креира сите состојби во одредена институција, а не е способен, ниту има капацитет знаење, а веројатно нема ни морал. И вие какви резултати очекувате? Без разлика кој сегмент да го анализираме. Значи, партиската книжка. Нема знаење, нема културна револуција, нема подигната свест, нема чувство за општо добро, од денес за утре, па што ако пропадне, нека пропадне, ја не сум виновен, тоа се влечело со години и едноставно нештата одат надолу. Народот е
замаен, народот е апатичен, не може да си ги побара своите права и реално и тешко има алатки каде да ги побара правата, бидејќи добар дел од медиумите се завземени, добро поставени, етаблирани, нивни играчи, тие нивни играчи одработуваат или за некои подземни структури, или пак за некои не знам какви се разузнавачки структури, и кој ќе видиш, нештата сериозно се креирани од надвор. Значи, тоа е одговорот на вашето прашање. Така. Сериозно влие на духот на човекот. Едноставно тоа што доаѓа од надвор не е случајно. Е добро смислено и тоа што се вели од 90-тите години на претходниот век се пропагира, се наметна врз македонскиот народ. Сега тука секако ни во емисијата ќе бараме решение како македонскиот народ и како сите ние да некако се излечеме од тие пранги, од таа замреженост кај што сакаат да не затупат, кај што сакаат да не, што се вели, направат површни, да не направат зависни, да не направат исплашени. Така, професоре, тоа ми е и следното прашање, одејќи по обратен редослед, значи, каков е односот на поединецот кон системот, кон општеството, односно одејќи од индукција кон дедукција, односно од поединечното кон општото. Како поединецот сам дали може да се справи или на кој начин најдобро да се поврзе со други поединци кои што се на иста вибрација, фреквенција? Така е. Значи, Јордан, сега зборувавме претходно општественото влијание, социјалниот фактор, животната средина, обкружувањето, како влие на поединецот. И дефинитивно влие. Не случајно, македонците се корисници на антидепресиви. На ниво на Европа е еден од најголемите корисници на антидепресиви. Од жител, по глава од жител на човек. Значи, замислете. Не случајно, тоа се создава. Сега одиме кон обратно. Дали поединецот и неговата структура на размислување на духовна воздигнатост, на што се вели независност, може да создаде здраво општество. Значи, заболеното општество влие врз поединецот и му го замајува умот, го прави несреќен. Решението го бара во антидепресиви или се чувствува несреќно. И на тие мерења исто така се покажа дека македонскиот народ се чувствува најнесреќно. Сега. Може би македонскиот народ е виновен, што некои нешта надвор од нас не се добри. Дали ние кога одиме из летнички места гледаме фрлање на смет, уништување, катастрофа? Премногу. Да. Така. По контейнери, пред контейнери, во урбани места, цивилизацијски кобајаги места, метрополи. Значи има смет кај што ќе те пренатрупаат со смет. А кој го прави тоа? Граѓаните. Има и некои села кај што јас сум одел и некоја рекичка прекрасна убава, се свимнува од планината, они нашле тука баш целиот смет да го фрлаат кај рекичката. Депонија, да. Депонија. Може би системот не е организиран, може нема кој да подига, може би има некој проблем, ама тогаш пак доаѓаме дека општеството не внимава и не води сметка. Дека еден ден сите ќе се, што се вели, загрозат. Болештини разни има да надојдат. Од цело тоа расфрлано ѓубре кое ние го гледаме по улиците. Значи тоа е прво. Самиот граѓани не води сметка. Јас себе вамо и во одредена населба кај што сум шетал покрај река, покрај Вардар, одредена жена излага со кесите и кесите ги фрла во Вардар. И јас сум ја предупредил и сум ми рекол, ова како може да се прави, каде ви е вас свеста. Ама не доаѓа со да ги подигнуваат. А не е точно, има таму некои контейнери, има и мини канти за отпадоци, кај што може да се стави, ама навиката гледате кој е, баш ми е гале го фрлам сметот во Вардар. Значи е катастрофално нивото на свеста. И тука е проблематичното. Прво. Второ, колку читаат се едуцираат? Многу слабо. Да. Или што читаат, што сакаат да се едуцираат? Ќе земат ли излез од криза да прочитаат, да видат какви се богатства на духот постојат и какви се насоки им се возможуваат? Ретки поединци. Па ќе ги земат, ама каде што е нешто во интерес ептен, иначе нема да ти читаат, немаат навика за читање. Вие кој ќе одите во Рим, па и додите во Москва, додите во Полска, да не одам подалеко, Франција, каде што има традиција за читање. Луѓето и во метро и секаде, додека се возат, си читаат. Значи, едноставно нешто ќе впие, ќе создаде некоја мисла, ќе се едуцира. Значи, гледате, првото е, никакво чувство на свес за екосредина. Второ, никакво чувство на свес или минимално за јакнење на своето знаење, акумулирање на едукација, на вредност која утре ќе ми користи. Трето, слаб ментален имунитет. Кога тоа го немаш, имунитетот на ментално ниво ти е слаб, затоа и се приклоници кон тие антидепресиви како брзо решение. Немаат механизми да се справат со состојбите со кои се соочуваат. Така што и поединецот е креатор на општеството. Не е само општеството креатор на поединецот. Да, од социјалистичкиот
социјалистичката форма на управување и беше една од тенденциите, значи општествените аспекти да го креираат поединецот, односно да влијат на неговата свесност. Сега е капитализам, се е строг индивидуализам. Сега треба ние на ниво на нашата свест, подигнатост и воздигнатост, треба да креираме општество. И ете гледате, Јапонец ќе види, ќе пријави. Една жена во Швајцарија видела еден на мост како фрла пикавец покрај реката на обалата. Го фатила за уво и го однела таму, му покажала. Човекот кој видел се запрепастил, бабата стара, ама отишол, го земал пикавецот и бабата му кажува таму и го става во канта со отпадоци. Вели од тогаш никогаш повеќе не ми текна такво да направам. А зашто викам кога тоа го направи? Па затоа што така бев навикнат, кај нас така правиме. Второ, јас се брзо тоа го доживеав. Пред можеби 2 недели. Да. Пред една недела, сега ќе ти го кажам примерот, Јордан. Значи одиме и тоа резерват јасен, замислете. Овозможено таму да се возиме. Со тие со кои се возаме, еден повозрасен господин пие пиво и лименка и зема ја фрла низ прозор. Му реков ќе те кажам на телевизија. Нормално нема да кажам кој е. Ама му реков не е добро. Зашто ја фрли таму? Ај, вика таму какви има фрлаат смет, какви се има кеси што ти не фрлаат, па сега викам не е тоа добро. Како можеш тука да фрлиш? Тука е природа, тука има животни, тука е заштитено подрачје. Замисли сите да земаат да фрлаат лименки, на што ќе биде? А точно сум гледал и лименки. Сум гледал и регали фрлаат таму по патот. Кревети фрлаат. Знаете Охрид колку е загрозено. Ние го имаме, што се вели, најскапоцениот бисер во Европа, па и пошироко. И ние го уништуваме. Не ние, него го уништуваат таму одредени поединци. И тури што е најстрашно, некои од нив што таму блиску живеат, па со кајчето и ќе фрлат тоа сметот. А он е тука, од тоа живее, од тоа можеби екзистирал, низ призма на рибина, убавини, на ред аспекти што се отвараат. И ти да не го заштитуваш, туку да го разградиш, да го уништиш во секаква смисла. Значи тогаш што зборуваме ние, за какви очекувања треба да се стремиме? Еве би ги дадов најрадикални примери. Индивидуално фрла смет кај ќе стигне, па и колективно гледате тамо езеро кое што не води сметка, мрежи фрла тамо, ем риби, ем трула тие мрежите, ем се загрозува, ем какви се последици. Знаете нуркачите што се имаат извадено од водите на Охридското езеро? А кој не би сакал да прошета, да ужива, да му биде пријатно? Ете, природата возможила таква скапоценост. Да не зборувам и другите езера што се случува, како се случува. Значи, ние имаме проблем на ниво на свес. Крај. Работата е како ние тоа да го променим. Значи и поединецот го креира општеството. На крај поединецот гласа. Поединецот одлучува кого ќе следи. Поединецот иде таму за еден сендвич. Поединецот што се вели душата ќе ти ја извади за да тој неговиот омилен лидер кој е бандитски ориентиран, ако случајно го критикуваш. Значи тоа се вели замаена толпа. На крај толпата го избра разбойникот Варава, не го избра Спасителот Исус Христос, така што ова се провлекувало. Но имало и поединци. И во Македонија, но и во светски рамки. Еден од нив бил Јан Палах, чешки студент кој се сама запали. 1968 година, кога имаше инвазија од страна на Советскиот сојуз и други земји од Варшавскиот пакт. Он во име на револт се само запали, се одлучи на таков чин, како револт. Кинескиот студент кој излезе пред тенковите, кога на црвениот тамо плоштад надоаѓа кој сака да ги уништа тие демонстрации за права, за слобода, за едно на друго излегуваше и мафташе, сакаше својот живот да го даде. Да не кажам колку се поединци револуционери и ние сме имале кои се бореле, кои едноставно подигале својот глас за нашето добро, за општото добро. Но најчесто толпата тие ги дистанцира, ги елиминира. Значи, постои индивидуална волја, постои индивидуално ниво на свест, но тој човек не е препознаен, не може да биде следен. Затоа и Спасителот Исус Христос за дојде прашање колку ќе го следат, колку ќе бидат приклонети за неговата идеја. А да помине некој политички лидер со полна вреќа на сендвичи по некој од оние безалкохолни пијалици, ќе се испотепаат по него само да изедат некој сендвич и после да го воздигнуваат. А не гледа дека при тоа се уништува општото добро, перспектива, иднина, поколенијата ќе страдаат, дека едноставно нема систем, дека нема чувство за општо добро, дека не знаеш утре што се кај ќе те снајде. А ваму ти се нуди културолошка подигнатост, духовна подигнатост и ред аспекти. Иако ја сваќам дека животот мора да биде опфатен од двата аспекта. Едниот аспект е екзистенција на сигурно ниво, а тоа е материјална безбедност, материјална ситуираност, покрив над глава, работно место, соодветен личен доход. Тоа е едниот материјалниот аспект. Другиот е културолошко духовен аспект.
Значи, и тој е многу битен и тој мора да биде присутен. Вие знаете за тие поделби кои се правени од страна на психолози, каде што е анализирано потребите на човекот. Се почнува најелементарната потреба. Потреба се прехраниш. Мораш да се прехраниш за да преживееш. Ако не се храниш, не можеш да екзистираш. Значи мора да се создаде економска добра, економски напредок, економска благосостојба, да се подигне државата, луѓето да можат, што се вели, послободно, по-опуштено да живеат. Ако го имаат тоа поле разрешено, имаат потреба или можност за културолошка воздигнатост. Може би ќе купат книга. Ако немаат пари, како ќе купат книга? Може ќе отидат на некој концерт. Може би ќе се поткранат со културолошка воздигнатост. А потоа одат на повисок степен и повисок степен. Значи, сето тоа мора да биде присутно пред се како ниво на свест кај поединец, а второ државата, системот да почне да работи да ги подига луѓето, младите, децата, еве, тоа во Финска се случило. Децата им даваат да се подигнуваат на креативно ниво. Покрај што тоа треба да го учат, а не е битно дали веднаш го научат, нив ги учат да размислуваат, вештини, домаќински работи, креативност, осмислување, слободни активности, прошетка, природа, логорување, опуштеност, дружба, комуникација, позитивна психологија, интеракција, мотивација, свес. И Финска е на првото место на најподготвени ученици кои победуваат на секаде каде што има нели надпревари. Надпревар за знаење. Значи, пак ќе кажам, поединецот треба да придонесе за државата. Првиот аспект на придонесување за државата е да не ја загрозува државата. Да не ја предава, да не ја кодош, да не оди по лоши патеки, да не ја загрозува, да не ја пали, да не фрла смет. Значи тоа е првото. А второто е да биде верен на својата должност. Нели, родителот има деца, верен на својата должност, треба да се грижи за децата. Политичарот е таткото на нацијата, треба да се грижи за децата на нацијата, за народот. Ние сме му го дале на политичарот автомобилот. Тоа теза од Џон Лок. Значи, автомобилот е државата. И ние сме избрале возач да ни го вози автомобилот, во автомобилот или во камионот или во автобусот. Се сите ние пикнати. Ние му даваме да го вози автомобилот, автобусот, а он не знае да го вози или го вози онака како што му одговара, или го вози со заврзани очи како што го возеше Мишко во филмот, кој тоа тамо пее. И автоматски тој така како што го вози, сите не фрла во бездната. Биди прво, не сме избрале правилен водач или возач. Второ, и тој автомобил таков како што е, ако е измрцварен, ако е лошо возен, еден ден ќе се распадне. Кој автомобил може да издржи вечно ако овој нонстоп прави проблеми во возењето, не го управува како што треба? Моторот ќе дојде до зарибување и слично. Тоа би истото во однос на државата. Внимај кому му даваш да ти го правува кормилото. Вие би се одлучиле за некој туку што извежбан пилот да идете трансатлантски лет? Не. Епа, значи некој подготвен, сериозно поставен, значи тука е проблемот во лидерството и во водството. Но пак е проблемот во народот, во тој кој што ги бира таквите, но имам уште еден проблем, на понудата. Значи гледате, понудата каква е? Или изборот каков е? Ако е слаб, ти не можеш кој знае што да избереш. Бираш од лошо, помалку лошо. Но најчесто од лошо, помалку лошо станува полошо. И тоа така оди во континуитет. И тогаш поединецот е загразен. И се живе во криза. Затоа е таа книга напишана. Прво е напишана за да им помогне на луѓето како да се справат со тие личностни кризи. Но еве вака и ги мотивираме без разлика на општествените фактори. Има решение. Еден е ескапизам. Да одиш во планина, да се отргнеш, да не живееш. Тој еден словенички председател и на Југославија беше, Јанес Дрновшек, тој се определи да живее во природа, во планина. Човекот е починато, напиши прекрасна книга. Едноставно вели, не сакам да живеам од цивилизација, во мноштвото. Се дистанцирам, ескапизам. Тоа и Торо, не знам, го знаете вие тој филозоф. Хенри Девид Торо. Така е. И тој исто така препорачувал. Емерсон. Значи, живот во мир, во хармонија со себе си. Лао Це што го практикувал. Че Лао Це не ќе многу мудрување, не ќе рационализација. Големиот кинески мудрец. Бил малку поразличен од Конфуције. Конфуције бил и министер. Ем за просвета действувал, ем за правда, ем одел по градовите, ем ширил знаење, ем рекол културолошка вредност да градиме, ем традицијата, ем ритуалите, но најглавно укажувал дека човекот треба духовно, културолошки да се подигне, преку знаење.
Лао Цзе живеел во природа, на опуштен начин, мирен начин, го барал патот, таото го барал. Таото не е секогаш надвор од нас. Тоа е во нас. Патот кон себе, патот кон смиреност, премногу мудрување, премногу рационализирање, премногу плашење, туку некако смирување, смирување на своето битие и практикување на таа, би рекол, духовна непоматеност, атараксија, тоа го имало во античкиот период, главно кај стоиците. Вие сте филозофки, знаете сите овие термини. Така. Значи атараксија, а таа атараксија иди поставија или постигнија во ова наше време на живење, овде кај што сме ние. Значи е многу тешко да живееме духовна непоматеност, со смиреност, значи исклучително тешко. Веќе неправдите, луѓето околу нас, изместеноста, проблемите може да не зафатат. Професоре, овој пат исто така би сакал да ве прашам на односот на човекот кон другиот човек или на човекот кон човекот. Тука имаме три теории. Едната од нив е добро познатата од англискиот филозоф Томас Хобс, кој што вели homo homini lupus, човек на човека е волк. Меѓутоа имаме и теории како кои велат дека homo homini homini, човек на човека е човек, или пак homo homini deus, човек на човек е бог. Сега која би била највистините од овие три теории? Па најпрактична е таа од Хобс. Таа се покаже, еко секој од нив си има своја вредност, некои се идеолошки наметнати, нели? Човек како тоа гордо звучи. Или тоа Максим Горки или во Советскиот сојуз така прокламираа некои идеи во идејата на човекот, а што кога ги затвараа по гулазите, каква слобода им дава на изразување и ред аспекти. Значи, некојаш идеолошки се пропагираат нештата, а малку се практикуваат од едната страна. И Достоевски има кажано, најголемата тајна која треба да се истражува е човекот. Така што човекот дефинитивно треба да го истражиме, да видиме што носи во себе си. Но го носи генот на злото. Еве сега најнова информација има, тоа детето што ги испотепа со учениците во Србија. Кецмановиќ. Така е. Нели, тоа е страшно тоа што го направи. Но назад во неговата генетика кај прадедо, истото тоа го направил, запалил луѓе, спалил таму, уништил, дури оставил една жена да ги гледа како ги пали незините внуци и деца. Значи истото како официр настапил во тоа време и направил невидено злосторство, масакр. Па отишол едно, друго, трето место или од 1970 година тој починал. Замислете кој е тој ген на злото, значи го има кај овој радикално присутно, да уништува, да повредува, го внезува кај внукот. И внукот ја продолжува таа матрица што е надвор од паметот. Тогаш ние зборуваме за генетски детерминизам. Тоа јас го пишував во мојата книга Програмирање на умот. За трансгенерацијска траума која се пренесува. Значи, гледате, имаме ген на доброто, на светлината, на позитивноста, вметната кај некои луѓе, во некои семејства, го носат тоа да помогнат. Алтруистичка ориентираност, хуманизам, емпатија. Има луѓе кои се монструозни и со нив ние треба да бегаме, едноставно да не градиме односи. Ова вие што ме прашавте, каков да биде односот? Дали човек на човекот му е волк? Па, дефинитивно има луѓе кои му се волк на другиот. Ако дојде до војната, ние го гледаме вистинскиот порив на таквиот монструозен поединец. Па и еве да земеме сега оние палења намерни и сето она што се случува. Па знаете какви се масакри, убиства имаше во Македонија. Гледате сега сме светоци на некои други ситуации. Гледате какви девојчиња, деца, ред други луѓе страдаат. Значи, кој е тој ум? Тој е монструозно, значи има зло. Тоа е што ние дефинираме. Да, постои доброто. Човек на човекот да му биде како Бог. Нели? Ама на хартија ставено. Од другата страна, практично, ние многу поише гледаме кај човек на човекот му е волк. Колку пати има и во фамилиите конфликти помеѓу имотот. Каде да се распредели, кој да го земе, некој повеќе, некој помалку. Колку го има на работните места како мобинг. Гледате во политичката арена не се бираат сметки и ред друго само да профитираат тендери да им проаѓаат. А со другите што се случува. Значи, човекот антрополошки гледано е сериозна закана за планетата Земја. Не велам јас сите луѓе. Луѓето на злото. Тие се собираат, акумулираат енергија, наметнуваат, замајуваат и служат на светот на темнината. За среќа, во таа противтежа има луѓе исклучително ориентирани кон доброто, кон светлината. Тоа е тоа јазот, да не беа луѓето на светлината, кој е веден Никола Тесла создавал добра за човештвото, не инклиниран кон материјалното. Едисон бил малку по менаџерски ориентиран, помеѓу другото, гледал и да профитира. Никола Тесла од старт служил на тоа. Карл Густав Јунг со своето работење и ред да не кажувам, Ганди во Индија, какво се настап имал со ахимсата, со теоријата на насилството. Наши тука Гоце Делчев предводници
со поинаква енергија, со поинаква матрица. И ги имаме оние кои што се опасни, кои што утре ако си му закана, ако гледа дека едноставно ќе го заземеш неговото место, може сети тоа да ти го направи. И отвара Голи оток, отвара не знам какви се досиеа, нешто наметнува, луѓето ги уништува, семено ги деградира. И тоа е се асоциација на човек определен за злото. Иако тој се вели како еден вид на мимикрија, се прикрива. Иако тие, да се вели естетизираност на злото, тоа го гледаме по телевизија, се прави како да тој е во светлината како ангелот, а во него живее темнината и од него произлегуваат негативните дела. Тоа може да биде во личностни односи, човек со човек, тоа може да биде на колективно ниво. Кога гледате, еве на пример, се тоа што се создава во Газа, како ние ќе го оправдаме? Сите тие уништувања, бомбардирање и тогаш кога тие гладни, изнемоштени одат по храна, одат по вода. И ти тогаш да ги уништуваш. Како во времето на Хитлер. Па и тоа е едно злодело, тоа е едно страшно нешто, тоа осмислено. Научници тие ги осмислија концентрационите логори, па знаете тие гасни комори, па тие бојни отрови кои се употребувале во Првата светска војна. Значи, човештвото и човекот се за една сериозна анализа. Пак ќе кажам, за среќа некои добри луѓе, позитивци, крепат и помагаат и создаваат вредности, но имаме многу големо ниво на алчна ориентираност. Сето тоа до што создаде? Значи, гледате луѓето како функционираат. Функционираат на ниво на енергија, на вибрација. Функционираат на ниво на свес, на поврзаност. Функционираат на ниво и на интереси. Сега, бидејќи луѓето некојаш и не знаат, а чувствуваат, а не знаат од кај чувствуваат, кога ќе почувствуваат некоја закана опасност, некој инстинкт што им создава? Потреба за отуѓување. Затоа што гледа нешто не е добро во пријателството, не е добро во односот, не е добро во поглед на улицата, не е добро, не знам, таму да одам, и луѓето се отуѓуваат. Се отуѓуваат едни од други, почнуваат помалку да веруваат во луѓето. Еве, јас сум голем љубител на животните, ја многу ги сакам животните, а не сакам да се повредуваат животните. Но замислете, еден италијанец отишол на место во Романија каде што сакал многу да ја слика мечката. Мечката со малите мечиња. И еднаш му поминало тоа. Втор пат па застанал со моторот, ја сликал мечката. Но така ја сликал, се правел храбар, му дошла мечката и го фатил, го одвлекла и го однал управелијат и чао пријател. Го повредил. Него го починал. Коментарите кои биле на сите тоа во босански, српски, секаде портали. Коментарите, така му требало што мајка барал, тој ќе ја вознемирува мечката, гледај што и направи на мечката, мечката ја застрелила, ради него мечињата остана. Никој не покаже емпатија за италијанецот човекот. Точно тој застанал, може бил љубопитен, ама е човечко суштество. Че луѓето толку се разочарани, толку се повредени од другите луѓе, да гледате предност даваат на мечката, што секако мечката е живо суштество. Елен од црната, тоа не поимувај да ги пукаш. Зајче да видиш на планина, бидејќи ја шетам по планини. Големо задоволство е. Јас сум за живот, животните имаат благородност, кучињата, поврзаноста, мачето, било кое. На некој ниво оние сега животни кои се попритипувани. Ама и овие подививе да ги видиш, да ги забележиш. Но асоциацијата ми е дека луѓето се разочарени од луѓето. Луѓето се плашат од луѓето. Луѓето се отуѓуваат од луѓето. Знаете она теза, средствата за работа, чиви се. Средствата за работа се на капиталистот. Плодовите на работа во тој случај кому ќе му припаднат? На капиталистот. Овој што работи добива трошки во личен доход, а се кајма го зема капиталистот. Тогаш овој бидејќи ги зел трошките, кога оди на работното место, дали е среќен исполнет? Па не е среќен бидејќи ништо не придобива, само работи, само се експлоатира, само го искористуваат, само го туркаат. Ако е така, тогаш тој човек ќе биде ли задоволен од трудот? Нема да биде задоволен од трудот. А човекот кој што е незадоволен од трудот, а трудот го создаде човекот, тој се отуѓува од самиот себе си. Веќе ако се отуѓиш од трудот, се отуѓиш од себе си. Ако е отуѓен од себе си, ако не се нашол себе си, како ти ќе изгради добар однос со другите луѓе? Па нема многу. Тогаш ќе се отуѓи од другите луѓе. Ова ви вели алиенација од Карл Маркс ви ова асоциација и многу е точна, прецизна. Исто и за култот на парите што има асоцирано, за фетишот, материјалното, предметното и ред аспекти. Имаш пари, се можеш да си купиш. Ова ти фали, ова ќе купиш. Она се ќе надополниш. Но внатрешната духовна празнина, сиромаштија на дух не можеш да ја купиш. Тоа е проблемот. Луѓето со сиромаштија на духот нас ни креираат, нив ги повикуваат, нив ги бираат, нив им даваат шанси, тие водат компании и ред аспекти и нештата се отуѓуваат.
И тогаш човекот кој што малку е духовно подигнат, вели не вреди кај со луѓето. Боле едно куче ќе шетам, него да се здружувам со било каков. И плюс не верува во групата, во толпата, не верува во нацијата, не верува дека може сите да работиме за општо добро и не настапува. Со исклучок на некои поединци или групации кои се за екозаштита, да се направат некои иницијативи, да не се дозволи разградување, уништување од капиталистите кои само го промениле шинелот, до вчера биле комунистите, сега станале капиталистите. Иако комунизам нема дојдено, се стигнало до социјализам. Но сакам да ви кажам, општо гледано треба многу да преиспиташ со кого си имаш работа. Такво време дојде. Така, професоре, би додал само уште дека најверојатно важи тезата на Жан Пол Сартер, пеколото, а се другите. Тука се само да надокнадам. Значи, и Авицена кажал, луѓето ниту се добри, ниту се лоши. Какви се условите на живење, какво е воспитанието, така и ќе станат луѓето. И Жак Русо кажа, растенијето се негува со тоа што ќе го полеваш. Значи, негување на растенијето, воспитување на човекот. И човекот, ако го воспитуваш, ќе изникне во едно вистинско суштество. Значи, не може растенијето, цеќето, да изникне онака како што очекуваш, да се развива, да процути, ако ти не го негуваш. Не може човековата личност, детето, младите, да бидат изградени личности, здрави личности, ако не ги воспитуваме. Ние во образовниот систем, покрај едукација, образование, треба да воведеме воспитание. И да знаат овие и тие млади, кога возат пребрзо по улиците, дека тоа не е добро воспитание, дека загрозуваат други, трети, четврти и на крај самите себе си. Така би додал само, бидејќи го споменавте Жан-Жак Русо, исто така рече дека човекот се раѓа слободен, меѓутоа секаде е во окови. Така е, точно така и тоа е во право. Русо бил голем сентименталец, емотивец и тој не поминува лесно. Вие да знаете, па знаете. Големите мудреци, филозофи не поминувале лесно. Волтер го затвориле во Бастилија. Рене Декарт отишол во Шведска, кога ги принцезата тамо да подучува кралицата, на крај се смрзнал и починал. Боеција го масакрирале, го уништиле, Абелар го кастрирале, голем филозоф, што напишал новата Луиза. Фактички Луиза што напиша Русо е произлезен од идејата на она што директно Абелар го почувствувал. Сократ, знаете, го принуди да го испие отровот. Платон сакале го продадат како роб. На Аристотел му забраниле во Атена да влезе. И да не зборувам за понатака ред филозофи, мудреци, мислители кои си имале проблеми со неосвестената толпа. Неосвестената толпа е многу поголема. Не можеш ти да најдеш луѓе кои се толку духовно воздигнати со самосвест, за да размислуваат правилно и да изберат некој кој што ќе ги води кон, тој би рекол, позитивен пат. Кога и тие кои ќе го изберат се во малцинство, толку ќе го изберат. Ова друго, неосвестеното, се приклонува по некои други регулативи, би рекол, механизми, матрици на однесување. Така, професор. Исто така би сакал да ве прашам за што сметате, каков е односот на човекот кон себе, односно на она кон највнатрешното, најсуштинското, или пак може да кажеме и кон своето его, меѓутоа гледајќи го егото како функционално нешто, не како нешто зло, каков е тој однос, значи, на човекот кон себе? Да, значи гледате, сега во оваа емисија со ова фактички ќе заокружиме, зборувавме влијанието на општеството врз поединецот. Влијанието на поединецот врз општеството, каква е свеста на поединецот, какво општество ќе изгради. Потоа, на основа на тоа однос на човекот кон човекот. Дали доаѓа до отјување, дали доаѓа до помагање, дали доаѓа до солидарност или доаѓа до егоизам. Тој ген на злото што го зборувам јас, значи е општо присутен во духот на човекот. Јас тоа го пишувам во книгата Заштита од злото и негативните вибрации. И одредени германски, норвешки научници и не само тие истражуваат дека постои ген на злото, ете го, се провлекува трансгенерацијска травма, го има. Некои луѓе го носат, само гледај да бегаш подалеку од нив. Како проклетие да носат, тие се закана. Но имаме ген на доброто на светлината. Тој ген на доброто на светлината е поврзан со вашето прашање. Во смисла да ние него го пронајдеме во себе си. Значи односот кон себе, кон нашето битие, кон нашата аура, кон нашата самовредност, кон нашето достоинство. На крај ја ова се што го правам заради мојата професионална должност како филозоф, доктор на науки, професор. Го правам затоа што тој е мој порив да придонесам, да создадам некоја идеја, да поттикнам некоја млада личност, да му пренесам убава вибрација на гледачот, а не само да го гледаме тесниот интерес. Не да се затвориме и не да дадеме само кога земаме. Па некојаш мораме да споделиме, тоа е човештвото. Тоа се воздигнува низ принципот на еволуцијата на свеста. Значи, како се почнало, еволуцијски свеста морала да оди напред. Но за жал, прашање дали во тоа се успее.
Можеби во некои поинакви времења имало повисоко ниво на свесност. На крај имало племенски здружувања. Еве, Албанија, Северна Албанија, Црна Гора, и за тоа пише во книгата Етичка мудрост. Значи имало кодекс на однесување, чојство и јунаштво. Значи главно е чојство, човечност. Марко Милјанов тоа го кажувал. Човечност, биди човечен, не повредувај, не уништувај. Имале крвни одмазди, ама нема смееле да ги извршуваат било кому како ќе му текне. Ги извршувале бидејќи законот не ги пропишувал аспектите на правдата. Како ќе му текнало на тој кадијата, така ќе било. И автоматски презеле се во своји раце. И некој ако ручи, ако појадува, не сме да изврши. Во домот не сме да му влезе. Овој кој што го поканил на гости или кај него преспил, оној кој што е атакуван заради крвна одмазда, до смрт ќе го брани, не сме да го даде. Че гледате некои правила, кодекси се викаат тие. Се бара јунаштво, ама во корелација со чојство. Значи со човечност. Се ние до кој степен стигнавме? Јунаштвото слабо го има, не се побунуваат за своји права, ем воздух, ем вода, ем мини хидроцентрали, кај што се градат, ем заградување, уништување на се, ем ја сечеме гранката на која седиме. И ништо од тоа не водиме сметка, не се интересираме, величаме некои кои што се гледаат тотално неспособни, 35 години, дека одат кон бездната, дека главниот интерес е парите, мокта и тендерите, и ние си седиме и си земе замаени и чекаме нешто од небо да дојде за да не спаси. Така, професоре, имам уште едно прашање само како за крај. Ме интересира тезата на исто познатиот француски филозоф Теар де Шарден, кој што два пати ги напоменавте тие работи, дека се смета дека човекот е круна, значи, на еволуцијата, дека сме ние како најрационални битија и се стремиме кон таа, како што нарекува тој омега точка, меѓутоа гледаме на некој начин дека можеби не е толку така покрај сето тоа уништување што го правиме, опасност од нуклеарни бомби, уништување на животната средина. Колку сметате дека сме круна на еволуцијата како најинтелигентни, најпаметни, или сепак не сме до толку рационални, се понашаме понекогаш и ирационално? Значи Де Шарден, така? Да. Во голема грешка. Ова многу добро Јордан го кажа. Инаку Јордан е одличен и мој студент на времето кога предавав на филозофски факултет, и по етика и по другите предмети, и сега исто така е наш постдипломец, магистрант, тој треба кај мене да магистрира, така што он е со висок квалитет и така треба да продолжи, чита, се надградува, се надевам на високи резултати. Еве вака Јордан, убаво вака аналитички го прикажа дека можеби е спорна идејата на Де Шарден. Затоа што кој создава масовни убиства? Кој создава деградации до тој степен каде што човечкиот род наместо да оди кон напред, оди кон крволочност, оди кон назад. Значи човекот го создаде. Гледате, животните имаат граница. Животните ќе се прехранат ондолку што им треба. Животните не се до толку непријателски ориентирани кон било што. А од другата страна човекот, дали ако отиде кон таа злокобна ориентација, тој е спремен да уништи се околу себе си. И вие гледате какви се масовни уништувања произлегуваат од фрлање на бомби. Значи, што се ли дома седи од компјутер да стисне едно копче, ќе ти уништи таму што сака, еден град може да ти го уништи. Да не зборуваме во индивидуална рамка преклонетост на злото. Да не зборуваме науката кон што инклинира во најголема мерка. Да не збориме оваа технолошка доминација, па и се што сакаат да создадат со вештачка интелигенција кон што ќе го водат. Значи, нанотехнологијата, биоинженерингот. Гледате и она не случајно беше со пандемијата. Гледате за време на пандемијата профитот колку беше ставен во преден план. Гледате прашање дискутабилно тие вакцини што колку помогнаа, а дали всушност повеќе одмогнаа. Ако одмогнаа и знаеле дека ќе одмогнат, дали се тоа луѓе или се тоа чудовишта. Да. Значи да им даваш деца старци да ги уништуваш, здравјето да им го пореметуваш. Само име на профитот. Да не зборувам тука индустрии од разни гранки кои го гледате само интересот го форсираат. Па заградување на екосредината, на планетата Земја, на ред аспекти нив не ги интересира, само акумулација на профит. И кој тоа на крајот го направи? Човекот. Значи ние да го ставиме човекот духовно, еволуцијски најнапреден, тоа е многу сериозно прашање. Он точно ако гледаме аспект на таа биологија, на развојот, ама не на ниво на свест. Свеста е на многу ниско ниво. Затоа мојата препорака за на крај е оваа. Работа на себе, позитивен дух, читање книги, освестување на битието, сваќање дека некој сака да не замајува, да не држи блажено незнаење. Создавање една внатрешна духовна, што се вели јадро, вклопеност, значи духовна вклопеност сам себе, со моето внатрешно битие, со пренаоѓање некоја визија, со подобра интуиција, со подобра надградба и со повисоко ниво на
независност. Затоа книгите, емисиите, се тоа што ние го зборуваме само се еден патоказ кон барањето на самиот себе си. Затоа што надворешниот фактор, без разлика од кај произлегува, не е гаранција дека ќе биде оној кој што тебе да те излече од кризата или од бездната. Мора човекот сам себе да си се потикне, сам себе да си се побара и на основа на тоа да се креира. Благодарам, професоре. Тоа беше емисијата на Нов Асном, каде што извршивме приказ на книгата Излез од криза од професорот доктор Зоран Крстевски. На крај стиснете лайк, сабскрајб и комент. Ви благодарам многу.